за информирање, како што исто така не е спорно дека благодарејќи на значаен дел на новинарите се отвараат оние така наречени случаи кои внатре во дворот не можеш да ги видиш понекогаш заради тоа што имаш некаков емоционален, професионален однос и така натаму. Меѓутоа, Кочо зборува за стигматизација, за тоа кога ќе се обсервираш на професија, а при тоа губиш од релација дали задираме во некаков идентитет и право на собственост на становиште, на професија, на пациент и така натаму. Јасно е, мислам, јасно ми е, заради тоа го спомнувам или го подвлекувам ова. Новинарите поаѓаат секогаш од тоа што е интерес на граѓаните. Сега, ако во моментот е одредена фела, лекарите конкретно, тоа јас сепак мислам дека сите граѓани не мислат дека сите лекари се стигматизирани. Мислам дека одредени професии во моментот се осеќаат повеќе погодени, како што се политичарите кои се почесто во телевизиите или понекогаш лекарите. Сепак се тие елементи на општественото делување каде што граѓаните имаат подиректна врска со овие професии. Сигурно дека има грешки, не велам дека нема, ние знаеме, новинари сме, често и дебатираме за тоа како понекогаш некои медиуми известувале некоректно или коректно, но сепак мора да се зема предвид. Не дека, мислам, 100% ги бранам новинарите, иако сум новинар, мора да се има предвид дека новинарите поаѓаат од тоа што е во интерес на граѓаните или тоа што е тема. Да речеме, ние зборуваме сега за здравството, денеска топ тема беше поскапување на лековите. Како може тоа новинарите да не го следат и понатаму и да не поставуваат одредени прашања? Без разлика кои се причините. На тој план лекарите се сојузници, не се противници. Не, апсолутно, но не го давам како пример. Во такви моменти можеби, не знам, била топ тема, знаеме сега. Ексклузивното. Ве разбирам потполно. Тоа е чувството понекогаш, мислам, кога одредени професии го чувствуваат бидејќи се чувствуваат дека се таргет моментално, но сигурен сум дека после неколку време нема лекарите да бидат во центарот на вниманието, па одредена друга професија ќе се таргетира. Добро, Димовски и Георгиев не ве представи како партиски функционери свесно, заради тоа што сакам да ве прашам што ве нервира кај нас новинарите? Како ја препознавате кога ќе ги отворите вестите политичката тенденциозност и малициозност? Па дури и некаква, да речем, условна фаворизација, персонална, партиска, идеолошка и така натаму. Димовски? Видете, секојдневното работење со двете категории, значи, мојата работа во мојата политичка партија како директор на Центарот за комуникации ме носи да секојдневно комуницирам и со вашата фела, и со фелата од каде што јас потекнувам. Значи, и често улогата ми е пред политичарите, значи пред новинарите да ги бранам политичарите, меѓутоа и пред политичарите да ги бранам новинарите. Не ви е благодарна функцијата. Па, веројатно. Значи, во секој случај, секоја работа има своји карактеристики. За докторите важи, меѓутоа во оваа дискусија можеме да го искористиме и за политичарите и за новинарите. Правилото дека секогаш кога се работи со луѓе, ризикот, стресот, притисокот е значително поголем. И тука би ги ставил и политичарите и новинарите во иста категорија. Со тоа што за политичарите важи правилото на мандатен период, податна проверка на секои 4 години, за новинарите тоа е малце подолг, поширок процес во смисла на конкуренција, квалитет, застапеност, влијателност и така натака и така натака. Многу лесно, можеби како професионална деформација, многу лесно може да се препознае професионалност во новинарството. Тука под професионалност не подразбирам непристрасност или неприпаѓање на одредена политичка идеологија. Од друга страна, исто така лесно е препознатлива и тенденциозноста. Дали на еден новинар, дали на една медиумска куќа, дали на група од новинари, на овој или на оној начин блиски по размислување, и мислам дека понекогаш се прави штета на одреден политичар, меѓутоа во исто време се прави штета и врз кредибилитетот на медиумот, на новинарот или на групата од новинари кои што се обидуваат на тенденциозен начин да презентираат. Каква е реакцијата? Игнорантска, помалку, да речем условно, критичка или пак комплетно деструктивна? Едноставно затварате и мислите дека тоа е тенденциозно. Видете, значи, мислам дека како мине времето, во Македонија се научуваме сите полека да бидеме поотворени кон медиумите и кон новинарите, кога пред
не повеќе од 10 години или 2-13 години почнаа демократските ветрови во новинарството да владеат, се уште важеа правилата дека не се задевај со новинарите, не обидувај се да бидеш пријател цело време со нив и така натака, и тие правила до некаде важат и сега. Меѓутоа, добра е тенденцијата да се доведеме во ситуација да дебатираме отворено. Микрофонот и камерата да не бидат алатка која што ќе ги доведе новинарите во надредена позиција над било која друга категорија на граѓани или на професија. Во таа ситуација ќе имаме една многу порелаксирана позиција на комуникација. Значи, кога другите нема да чувствуваат страв дека може микрофонот или камерата да бидат искористени во различна смисла. Во секој случај, сметам дека она што се случува во Република Македонија има позитивна тенденција. Значи, ваквите дебати, спротивставувања, често ве гледам и вас со други ваши колеги како дебатирате без разлика дали потекнуваат од вашиот медиум или од друг медиум. Јас лично гледав една дебата во која што вие со ваш колега од вашиот медиум бевте во сериозна, да не речам, сериозно спротивставување за одредени политички прашања во Република Македонија. Право на став е индивидуалноста. Да. Георгиев, како вие ги доживувате телевизиските кадри и можноста за наша манипулација со јавното мислење и обратно, тенденциозноста? Добро вечер. Значи, тенденциозноста, прво, јас како вие не рековте дека нема да не представите како политичари, јас намерно сакам да се представам како професионален политичар, токму од тие побуди, иако сум по вокација политиколог и социолог, а не комуниколог, која гледам како професионален политичар. Од авион се гледа кога има тенденција. Кога има тенденција, малициозност, лоша намера, спин од страна на новинарот, за мене тоа, за моја изјава особено, се гледа од авион. Проблемот е што јавноста не го гледа тоа, или многу ретко го гледа. Особено кога спинот е вешт, особено кога е направен, јас го нарекувам тоа колажи од разни оригинални изјави, кои што всушност се колажи до оригиналот, но не се оригиналот. Значи, ќе дадете вие некаква изјава, ќе ви извади новинарот од контекст, ќе залепи на друга изјава од политичкиот противник, да кажеме, и кога ќе видите веста, всушност не е таа што сака да го кажете. И тука сега Назим доаѓа од сериозна школа на новинарство и може да кажува за принципи и теории, и јас согласам со тоа. Ситуацијата во Македонија не е таква. Кој ќе ме прашате што им замерувам на новинарите, колку и тоа да изгледа опасно, гледам дека сите се држиме во ракавици или до некаде, да не им замериме премногу на новинарите, па утре да не, што се види, да не напеналат на насловните страници. Јас им замерувам, не само како политичар, туку како граѓанин им замерувам дека не се доволно храбри, дека не се доволно одговорни и дека понекогаш знаат да бидат прилично мрзливи кога треба да пласираат теми, тези или дебати. Мрзливи во смисла на истражување... Сега ќе ви кажам одмор која смисла. Јас како професионален политичар 2 сати се спремав за оваа дебата, да кажем. И тоа го правам бидејќи мислам дека одговорноста и јавниот збор искажан од моја страна може да влие на луѓе, може да влие на судбини, може погрешно или правилно да биде сватен. Кога јас се спремам 2 сати за оваа дебата, а кога новина се спрема 5 минути претходно, бидејќи 3 сати претходно му текнала и за ова ќе правам дебата, но не мислам тука на вас. Можете и на но мене. можеме на вас да мислам, се разбира. Често пати знам да блефирам врз основа на габаритот на искуството. Не велам дека ние не блефираме. Ја не кријам од тој агон. Меѓутоа акумулацијата на знаење веројатно ми дава простор за... Но во суштина, кога збориме за такво вид на, да речеме, непрофесионалност, после може да предизвика или погрешно насочување кон дебатата, или пласирање на тези кои што не се во дебатата и се излегуваат од дебатата и после на крај добиваме каша попара. Затоа многу често нашите дебати, не само помеѓу политичари, и во разни други фели, се сведуваат на или на претходно однапред определено мое или на противникот политички мислење како сакам да направам дебатата, како сакам да ја завршам дебатата, како сакам да поентирам, а да го избегам од новинарот, а на неодговорноста на новинарот е тоа што тој не знае да насочи дебатата на правилно место. И тука се плашам дека, без разлика што ние го знаеме тоа како од фелата, јавноста која што по дефиниција е, би рекол, слепа или релативно глува, бидејќи незаинтересирана по дефиниција да гледа, таа гледа со чипс и пиво пред телевизор и само фаќа слики или зборови, таа јавност не може да го фати субтилитетот на тие пораки или ќе го фати на погрешен начин. Мислиш ли дека
Или мислите ли дека сами себе понекогаш ние новинарите си ја коваме зла судбината